Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. Се надевам дека и денеска сте расположени, и денеска во вас е позитивната енергија, доколку пак се чувствувате тажни или уморни, седнете си малку, одморете се, следете на нас и верувам дека од овде, од нашата емисија, ние ќе ви испратиме позитивна енергија, ќе ве расположиме и до крајот веќе ќе бидете на вистина срекни и расположени за да си го завршите убаво вашиот ден. Доколку не следите на работните места и ако имате таква можност, да ви посакаме пријатна работа, а сите оние кои што не следат во своите домови, да им посакаме пријатен попладневен одмор. Поздрав до сите гледачи широм светот и до нашите гледачи во нашата ни убава Македонија. Атмосферата кај нас е секогаш расположение на ниво, тука сме расположени и јас распеана. Едве чекам да ја слушнам песната која што сите сакаме да ја пееме во изминатите денови. Неодамна беше фестивалот Валандово, победи песната Градче мое, се пее за сите градови во Македонија, каде да се наоѓате и од каде да потекнувате. Точно ќе се чувствувате дека песната се пее за вашето градче. А така убаво и милно ни ја отпеа Кико од Болеро Бенд. Добре ми дојде. Добар ти ден, Дада Драгче, убава наша. Благодарам повели од оваа страна. Гледаш како јас си ја пеам песната, така сум си расположен. Така да, отпреги си ја пееш, супер. Откако ја испеа ти на Валандово, јас ја пеам. Баш фино, па и мислам дека 80% си ја научила, уште малку и толку, готово. Скоро цела си ја научила. Ти се јавив и велам вака, има некој што ја направил песната, веднаш ставил разгледници од градовите во Македонија. И јас вака застаната и си гледам, леле, дали ја има моја виница. Но кога ја видов македонска каменица, тука радост. Радост, но таму потекнува мојата мајка, семејството. Мислам дека и јас го видов тоа видео и мислам дека сите општини се многу убаво, преубаво. Прекрасно. Прво да ве поздравам вас. Благодарам. Тебе. Мене, ете. Да ги поздравам сите гледачи, сите што ја следат емисијата. Поздрав до сите гледачи на Канал 5. И сите македонци ширум светот. И сите кои те обожаваат тебе и твојот Болеро Бенд. Ете така. Ние веднаш ќе почнеме со песната, за да ни врви работата овде, веднаш Градче мое ќе ја слушаме. Таква беше атмосферата сега до пред малку. Градче мое и да продолжиме, да се испееме. Па така, одиме веднаш весело, најсилно, овде мора да се слушне Градче мое. Zazori zora na planina, razbudi srce i spomeni, vrati me sudbo, vrati me, tamo kaj što porazna, vrati me sudbo, vrati me, tamo kaj se rodi fijas. Pečava pusta da ostane, sudbo samo Reko moja studena, bistra vodo izmorska, vodvo
za roden kraj, vo dvorot mirisna kalinka, vo srce čemer za roden kraj. Pečalba pusta da ostane, sudbo samo obrati me, da si pojdam roden kraj, da si vidam stari kraj. Gradče moje ubavo, na son vezden dođaš, tugina pusta da ostane, vo dvoru tatko vrati me. Pečalba pusta da ostane, sudbo samo obrati me, da si pojdam roden kraj, da si vidam stari kraj. Gradče moje ubavo, na son vezden dođaš, tugina pusta da ostane, vo dvoru tatko vrati me. Tugina pusta da ostane, vo dvoru tatko vrati me. Браво, видиш како ја знам целата песна. Сега веќе признавам цело ја Признам знаеш. Но цела. сега додека ја пеев песната, гледам дека текстот се совпаѓа со Драгче, Градче. Градче. Некако, видиш, Многу убаво, па му благодарам на Зоран Ванев. ги измешал буквите малку, ако ги измешаме, ќе излезе Драгче. Да му заблагодариме за убавиот текст и да ти заблагодариме тебе што со толку љубов на сцената на Валандово ја донесе оваа песна, реков да прирасне во нашите срца на сите ќе се најдат во песната. Така, и јас мислам така, уште прв пат кога слушнав песната, се слушнавме со Зоран Ванев и тој ми понуди друга песна. Не, викам, ова ќе си ја земам. Така? Јас ова ќе си ја пеам. Па мислам дека секој би се Нашо. секој ќе се пронајде во песната. И додека патуваме од град до град, сепак сакаме да се вратиме Да се дома, вратиме во своето градче. во своето огниште, Да, но и тој живее во Тугина, па така се совпаѓа со неговите Баш емоции. така, баш така. Ама честитки за тебе сепак. Многу Благодарам. Сепак беше доведена на право место, како што треба. фестивалот беше во најдобар ред, значи прекрасна организација од страна на општина Валандово Така. и градоначалникот Ѓоко Камчев. Значи прекрасно. Убаво чувство, убаво Изведувачите расположение. беа сите, не можам да издвојам никој од колегите, значи Така, беа сите се беше супер. супер. Така да поздрав до сите, поздрав и до уметничкиот директор, до техничкиот директор и до извршниот директор. И сега ние сите новинари, луѓе кои што се занимаваме сите во новинари, шоу да. бизнисот, ќе те умориме викајките пенија градче мој, пенија Еве, градче мој. па така, овако убаво, нека се нека пее, биде. така, нека е за убаво само. Стави ми си ракавичките за да правиме нашиот рецепт. Рековме ќе правиме пилешково со краставички, со печурки, така да биде интересно. Искрено да ти кажам, јас ретко готвам, но кога готвам е превкусно. И овој рецепт си го одбра, рече, пиши го на брзински, ќе ти го Да, кажам. на брзински. Сега како да го крстиме, го крстивме некако, да, реков ти да Болеро, го крстиш. болеро, Болеро рецепт да. болеро се вика. Како ќе биде така. Рецепт болеро. Јас Ти бидуваат ги или не? измешив и ракавиците. Ајде, добро, сега трема, прв пат ќе пееш и Не прв готвиш пат дека дома не готвам, со ракавици. но затоа при Ако ти е секое... полесно, можеш изми ги рацете и продолжи, Не, да не се мачиш супер. со ракавиците. Готово. И јас ќе додадам овде масло, да почне да се топли. И така, Дома кога си работи ја имам улогата на на готвач. готвач, при секое сечење било што,
сецкање, ги мијам рацете. Па точно, така да, мора така да биде. ова е супер. Ова сега ќе си го земам дома ракавици и ќе си готвам. Затоа што лесно потоа се вадат и си продолжуваш да си ја работиш работата. Може. Ете така. Одлучивме да биде солена храна, а какво обожаваш ти? Па да ти кажам искрено, И јас Блачко сум јадеш? повеќе по благото, тоа може да се види по мене. Вака вика, ајде да Мене можеш застанеме да не ми- енергиите да ни се видат. Блачко, Мене Блачко. можеш да не ми дадеш цел ден, 2 дена, 3 дена јадење, ни леп ништо, ама благичко. Ете така. Овде ќе ја сецкаме и ќе почнеме. Ете така. Испеавме и сега тавчето ќе ми се радува. До тебе, стекот. Се од кај да почнеме? Со Значи стекот. почнуваме, Со добро. стекот прво да почнеме, па потоа ќе си додаваме се што ни е потребно. Ете така. Во рецептот немаше кромиче, јас ти додадов колку да Добро. малку замириса мевцето Значи, на добро. Кога готвам некое месо, пример, сакам да е чисто, не сакам, ете, ги тргнав тие Мрсните работи. мрсни, да, не ги обожавам од дете, Ако ама благото, сега тоа е тоа. така, значи пилешкото, стекот, го сечиме на ситни. Се мачиш со ракавицата. Ако не, супер Ќе ми е, биде баш ми е пилешко супер. со ракавици да ви кажам. Да, не. Ако сецнеме со Кико Нема тука да сецнеме. ракавица. Немам. Добро, да се пошегуваме малку. Да, ако. убаво. Ајде сега кажи ми, освен градчето што не сите расположи, сигурно ти не мируваше, си правеше нови песни, како што и по старите песни ти се песни слушани. Што сега се Така, спрема значи. во твојата музичка кујна? Значи се спрема кажав имам 14 нови компонирани песни. Така да спремам уште 2. Тоа требаше да биде готово до септември, но се презакажа од некои лични Па причини. добро сега се случуваат работи кои што да. може и непредвидени. Да, баш така. Да. И сега од сега натаму, значи да поминат малку овие. Сега е сезона на матурски, на полуматурски, на свадбени веселби. Па летото си доаѓаат нашинците, Да. се прави се и се, што и сите тоа денови. Веќе крајот на летото, а и сега може некој ден кога сме така послободни, да влеземе во студио И по може ваша жела, песна по расположение. песна да снимиме тоа што треба, да се снима, па после да се дозаврши како треба. Значи околу 16 песни ќе има нови. Супер. Па затоа ќе ги спремам сега, да ти кажам искрено, да бидат во 2 цедиња, или ќе бидат по 8, или ќе бидат по 10, ама ќе ги издадам во различен период, заедно во соработка со групата Болеро. Едве чекам, тоа значи за Значи, четвртата сепак- сезона ќе имам нови Сепак цедиња, Болеро ми е нови матична песни. група и ние си работиме Така. заедно, но ете на фестивалот настапив сам. Исто така од лични причини, така да. Без оглед, некој пат се бара па и самиот исполнител да биде, нели? Така мораше да биде. Така да во 2 цедиња, во 2 години ќе се издадат. Јас мислам дека имаме време дури за второто CD да подразмислиме. Доколку сакаме нешто да се смени. И на најголемите хитови, наши на Погана и Тапан грми. Така, тие што премногу Песните се без кои слушани. ни една веселба не може да помине. Така. На тие мислиме да направиме малку посовремени аранжмани. Дека сепак се пред 20, едната е пред... Затоа ми е тргна од списокот. Викам јас, зошто баш Погана вели, ај драгче, многу е слушана. Ама Тапан ни ќе ја слушаме. Тапан грми ќе ја слушаме, да. Дека е сезона на свадби, а Погана исто така, значи на многу емисии е пеана, така да Ајде, нешто драгче, ново. вика, Имаме малку да и стане многу нешто убави друго. песни. Така, пилешкото го Ова можеме во танирчето. Секо.
Така. Уште за кромидот ќе ти дадам малку ракавицата, чуваја и потоа Готово. извади ги слободно да си пееш. Ете така. Нема и ракавици, нема во пилешкото. Нема. Така, тоа може. Ете така. Само малку кромиче да ми сечнеш и ќе биде добро. Леле, тавала. Види ова наградче мое, ова запалена веќе Види, тука. загреана е, доаѓам јас од Потопол крај, од Валандово, и затоа мора да биде позагреана. Ама затоа си пееш со мирисна калинка. така, да. Јас Валандово си го чувствувам како мој град, бидејќи 80% од населението во Валандово ми се пријатели. И така да... Баш така, и да ти кажам многу Мене големи Валандово ме поздрави. сака. Ме сака Валандово. И тебе цела Македонија Благодарам. и цела македонска публика, сите те сакат, нема кој не те сака. Ете, имав можности во првите фестивали на Мислам, не е Валандово. возможно човек тебе да не те сака. Мислам, така мислам. Благодарам. Јас од дете те сакам Така тебе. е. Во првите валандовски фестивали бев и во жирито, имав и такво искуство, но ете времињата се менуваат, па одбегнувам и многу одговорности. Јас сум една плачка и сакам на сите да им доделам награди. Такова сум емоционална. Епа затоа и јас сум така малку поемотивен да. и затоа наградата во сите интервјуа што беа дадени од моја страна, ја поделив наградата со сите. Така, па и точно, и така и треба. Можеш да ги Доволно е. извадиш. Ракавиците, Доволно е. за да си пееш, ние ќе пуштиме Доволно е повторно кромит, да не песна. ни потечат солзи. Ете така, и јас ќе ти помогнам. Може, е така, кромичето. Ослободи се, фрли ги тука. И ќе почнеме со песна, најгласно што може да си пееме, да не плачеме од кромидот. Нема што да плачеме. Нема плачење сега само. Знам чие име ти го спомнуваш, болест сум твоја и солза скриена, само немам сили сам јас да побегнам од таму кај што морам да живеам. Знам дека никој не ми верува, оди ако мораш, биди одлучна, грефе кога некој не дозволува, небо ќе ги казни за ова вистина. Ни Бог нема право да не раздели, и тој гледа кога љубат влюбени. Немам сонце в душа да ме огре, кога нема взори да си крај
биди одлучna, грефе кога некој не дозволува, небо ке ги казни за ова вистина. Ни Бог нема право да не раздели, и тој гледа кога љубат влюбени. Немам сонце в душа да ме огре, кога нема взори да си крај мене. Далеку ке спијат твоите бакнежи, дождот ке ги мие моите кошмари, ноќма ке ми дари нови немири, во нив јас и ти, стари спомени, во нив јас и ти, стари Многу емоции во Премногу, песнава, премногу, а многу емоции, таа се чувствува, се 7-осминска балада, секој прекрасна збор, песна. значи вака се чувствува внатрешно. И имаш Автор на оваа оте. песна е Ангел Ќосето. Поздрав до него. Ете да ги поздравиме. Песната беше исполнета од Боби Мојсовски на Јасмина Мукаетова, но ете ми дава за право да ја Да можеш да одновиш. да ја снимам и така. Па поздрав до благодарност за сите, и до Боби, и до Јасмина, и до Ќосето. Навистина, Некако песната дојде до израз и Ти цела легна. публика ја знае. Значи, оваа песна, Да. буквално кај да отидам, дали сум во Македонија, дали некаде надвор од државата, дури и во соседните држави, и во Србија, се бара. музичари Па да. ја бараат да ја отсвират, да ја отпеат, па и во Бугарија и Секаде кај што настапуваш. баш. Да додадеме зачини нешто. Може, значи, А што сакаш од зачини? Ова е сол. Задолжително да си додадеме сол. ето, може јас да си ставам Не, така. да, со златно лажиче, затоа ти додавам, да. Да. Значи, обично не готвам многу солено. Ова е мало лажиче. Нели викат сол се Додава. се додава, не се вади. Добро, овде има и во печурките, во солилото, потоа ќе додадеме и краставички, нели? Ќе мораме малку Овде да- вака, штипчето. Да, така. Опа, готово. да си додадеме. Малку од нашиот зачин тука. Ту зачин, ете. Уште малку. Добро. Сега ми треба повеќе оригано. Имаме оригано. Чекај, таа тегличка малку е, јас ја имам научено. Ќе научиме. Ете, Тука сме, ќе ја научиме, не е проблем. можеш Може се. и со ова, нели? Може. Ето, пошто Да му дадеме малку мириси малку мирис, убавина. така, уште една. Ако, Уште е мала. мала лажичка, ама убав вкус на храната. Ето така. Биberче дали ти додаваш? Може и малку. Еве го тука. Бибер. Добро е. Значи, од мене толку од зачините, значи секој може Кој сака да си додаде така. тој што си сака. Добро. Може некој да не става кромит, може некој да не става печурки. Јас ова го правам со печурки и Ја намали. ове Сега за додаваме за краставичките. Уште тие ни недостигаат. Павлаката ја чуваш сек- за украс, Так, за како? сервирање павлаката. не, Ја ќе додаваш ставиме, ќе исто? ставиме, Добро. На крај. Добро. Значи секој како сака, некој сака коцкасти да бидат парчењата, некој сака. Тоа е до желба, кој желба, како да, си кој сака. како си сака, битно е вкусот да се долови.
Ова веќе не е готово, да знаеш. Уште краставичките малку и ќе додадеме и павлаката. Добро. Јас така ги сакам како лентички. Како си ги сакаш ти, така ќе бидат, бидејќи ова е твој рецепт. Да. Да биде добро. И ова е прекрасно, после ќе пробаш. Сите тука едве чекаме кога ќе се заврши емисијата и седнуваме заеднички со колегите, па дегустираме, па си го фалиме гостинот, колку е убава храната. Ако не е вкусно, ќе преклучиш. Да ти кажам, до денеска не ни се случило, бидејќи секоја се изедува се. Да немаме вкусен рецепт. Одлично, без оглед Ова солено е кисело благо. сигурно ти тврдам дека е еден од повкусните рецепти. Нормално за тие што се љубители на пилешко. Така. Јас сум љубител на пилешко. И овде ќе намалам сега, ете така температурата, за да не ни гори. Познавам луѓе кои не јадат пилешко, јадат само свинско. Па рековме за вкусови не Нема да разговараме. кажам кој, но вика еден газда, поздрав до него, од Германија, ќе се препознае. Ми вика, Кико, шо тоа пилешко го јадеш? Сака мрснечко. Не, вика, се додека не пробам, вика, лав, за мене е свињата е, вика, цар на живот. Браво, одлично. Убава изрека да, си крал на додал. животните, вика. убаво Се и- додека не пробам лав. Ете така. Повели, Супер, избриши се тоа и го подготви се средивме. за песна. Значи, За одиме песна. третата За песна. номера. Ете така, за песна. Ти си обсесија за мене. Нема друг да ми те земе. Брзо доаѓа и време проаѓа. Ова вечер створена е само за нас. Дај ми малку време. Никој нема од мене да те земе. Брзо доаѓа и време проаѓа. Ова вечер створена е само за нас. Брзо доаѓа и време проаѓа. Ова вечер створена е само за нас. Од сега ќе бидеш ти моја кралица, а јас ќе бидам твојот вечен крал. Од сега ќе бидеш ти моја кралица, а јас ќе бидам твојот вечен крал. Ти си магија за мене. Не гледам ништо освен тебе. Брзо доаѓа и време проаѓа. Ова вечер створена е само за нас. Брзо доаѓа и време проаѓа. Ова вечер створена е само за нас. Од сега ќе бидеш ти моја кралица, а јас ќе бидам твојот вечен крал. Од сега ќе бидеш ти моја кралица, а јас ќе бидам твојот вечен крал.
moja kraljica, a ja s tebi dam tvoj odvečen kralj. Od svega ke bideš ti, moja kraljica, a ja s tebi dam tvoj odvečen kralj. А не расположи со ова. Моравме да ставиме Леле. една таква весела песна. Требаше штиклите да ги симнам, па да играм малку на Ова песна ме подсети на Тон мајсторот, значи поздрав до снимена е во кај Александар Ѓорѓевиќ од Кавадарци. Така. Лично ме го поздравам. Поздрави го. Аранжманот И е јас го негов. поздравувам. Така. Преубаво, значи мислам саксофон свири исто Тунџа и Туна, да го поздравам и него. Весело вака, бомбастична звучи. Но Не фалја уште танчерки. Да, па реков јас тука да, за да можеме Така, јас и да. ти да се чувствуваме како да не сме Така во дека кујна. сепак ние готвиме сега. Ние готвиме. Но секогаш готвењето со музика е повкусно. И се во животот. баш. Кога има песна и е Така, убаво, така. секогаш е се поубаво. Песната е за се. За лек за се, душата. да. Ние одиме со рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Го нарековме болеро рецепт. 250 грама пилешки стек, 200 мл кисела павлака, 150 грама конзервирани печурки, 5 кисели краставички, малку магданос, масло, сол и други зачини по избор. Ние си додадовме малку плюс оригано и сув зачин, Така. кој што ни беше тука Кој потребен. не значи кој не конзумира млечни производи Производи? павлака, може да го замени со доматен сос. Може било со што како, сака, да. нели, без оглед. Тука, еве, сакаш ти да додадеш во однос на рецептот дека е можно да се додаде и доматен сос Може буквално секој по и некој свеж домат. кој Па што да. си јади тоа. Ето така. Ова често го подготвувам Дома. за моите две убави керкички. Така. И Они си како го сакаат велат ова. ли тато пак да готви, тато пак да Да, и готви. секогаш кога ќе го направам јас и ми е посебно така вкусно. Исто така да ја Можеш да си поздравам и поставиш. мојата сопруга, која Најмногу за Најмногу, издржливоста. Значи- И јас сопругите ги поздравувам за издржливоста. Ние знаеме што значат голем музичари. поздрав значи до мојата фамилија, цела до моите внуци, до татко ми, Сите. до сите роднини мои. Па ќе ве поканам сите роднини кои немате пробано да пробате и буквално сите повелете кој сака, вратата е отворена кај мене. Јас ќе ке си си дојдам у готвиме. есен на смокви Да, и на да, калинки. Па така не да си беше поминем. сезона. Иначе ке си дојдам таму Да. на сладки, на смокви да си Ќе правиме правиме сладко. рецепти од смокви, од калинки. И да си го посетиме манастирот Така Свети може Ѓорѓ. цело да го избадам, не? Може да, секако. Јас ти правам некои краставички овде за да ги доукрасиме. Имаме и малку магданос. Сега додека ја гледате емисијата, мојата помала керка Христина и поголемата исто Загорка, Баш убави ми сега ќе им се пријаве и Ке речат, веднаш прави го тато и дома за нас. добро, и тие веќе почнуваат да влегуваат во кујна Така. и превкусно готват. Браво. Ама повеќе тестенини. Па добро, Ќе научат. помладите Ќе научат, сакаат. така. Ти ги сецкав овие за да ги додадеме вака како Да, од страната малку така. како украсче. Еве. Опа. Ослободи се од тавата. Така. Можеш и дури да ми ја додадеш. Додаде си магданос одозгора. И ќе си бараме Еве песна. така можеме да направиме. Добро. Сакаш. Значи да биде така и малку подекоративно. Боичките си добие добро. Големи. Ето така. Краставичките така поред да си бидат. Одлично. И декорации бараме овде, и декорации се оценуваат. Па така е. И ова чисто така како
Еве нашиот камерман Зоки тука вели одлично е. Ајде да видиме од близу како ќе ни ја покаже. Ека сега чинијата, леле. Зоки набави уште стек, ќе ти се пријаде, мора уште да готвам. Имаме во фрижидерот, не се супер, грижи, ќе те оставиме и во втора смена. Денеска ќе го поминам кај тебе, Драгче. така. Ќе готвам, нема проблем. Расположен сум некако. Не е ли убаво изгледа и убаво мириса, сето ова. Одлично. Браво. Мислам дека доволно. Добро, ми ги тие ќе ги оставиме. Или сакаш да ги до... ете. зеленило да има. Да, баш убаво Ете. ете. Па и убаво е кога има Тоа е тоа. магданос, И на убаво крајот, за варење. Најбитно е да се Масата да изчисти биде. А у сето чаршавче требаше да ставиме Кико. Едно ако. чаршавче да си дотеравме. Битно е така да се убаво да изчисти се. биде. Одлично. Битно е да биде чисто и што е најбитно да биде значи ете ракавици ми даде да се биде се Се чисто. да биде чисто и средено. Тоа е најбитно. И јас искрено многу ти благодарам за учеството во оваа емисија, што ни направи еден убав рецепт, што не расположи сите. Ти посакам сите успеси и во иднина. Многу песни и за четвртата сезона со двете цедиња ќе ни дојдеш овде. Секако. Ќе направиме подолга Секако. емисија. И да сум зафатен, за тебе ќе најдам време секако. Вака ќе им кажеме дека ги сакаме, а ќе оди четвртата Ве песна. сакаме сите и за ве крај сакаме. ја оставивме песната без која ниедна свадбена веселба не може да помине. Ете така, затоа ќе играме ние Значи, овде. најубавата, според мене и според публиката, најубавата македонска песна. Тапан грми.